Така, подготувајќи се за овој текст, во мислите ми дојде една личност од историјата на црквата, кон која можеме да кажеме дека овие совети што Павле ги опатува до неговиот помлад соработник Тимотеј се исполнуваат идеално, така да кажеме. Неговата служба, неговиот живот се пример за примена, практична примена на сите овие совети и еден успех кој се гледа во текот на целата негова служба, која, за жал, поради не толку долгиот живот и краткотрајна. Станува збор за Спрџан, Чарлс Спрџан. Тој е роден 19 јуни 1834 година. Немал некое така завидно, кој знае какво, образование, формално образование, светско. Немал вакво, не завршил во Оксфорд, Кембридж, некои престижни универзитети, меѓутоа пораснал во фамилија во која многу се читало, христијанска фамилија, се читале поританите, делата на мачениците, и кога говориме за маченици, мислиме на мачениците од англиската реформација. Посебно бил почитуван во нивниот дом Бањан, бидејќи бил такво времето, научил нешто и од латинскиот, и од грчкиот јазик. Така да имал можност да чита, имал можност да учи во неговото семејство. Иако бил во такво семејство христијанско, за самиот вели дека не верувал, чувствувал често осуди за неговиот греф внатрешни, но дури на 15 години, 16 години, 1850 година, мислам беше, поверувал и последна година по молба, по инсистирање на негов пријател, ја проповедал првата проповед, значи некаде на 16 години. И на 17 години тој е поставен за служител, за проповедник во една мала црква од 40 на души, близу до Кембридж. 2 години служил во таа црква и за тие 2 години црквата од 40 души пораснала на 400 души. И тој баптистички сојуз во кој што служил, разбрале за тој успех и бил поканет 1854 година, значи веќе како 17 годишен, т.е. 19 годишен, да проповеда во Лондон, во една голема црква, позната црква во Нью Парк, која била што току и реновирана со проширен број на седишта, имало 1500 седишта во црквата и плюс уште 500 за стоење, така 2000 души можело да се соберат на службите. Почнал да проповеда таму, меѓутоа се покажало наскоро дека станува тесна таа црква, па затоа почнале нови зафати за реновирање, а додека траеле тие реновирање, се преместили во една друга поголема сала, која собирала 4000 луѓе. И таму станало тесно, па затоа изнајмиле сала со 10.000 луѓе, на позната музичка сала во Лондон со 10.000 седишта. Кога имал 27 години, му било дадена можноста да проповеда на националниот ден на пост и молитва во Кристалната палата во Лондон, која собирала повеќе 20.000 души и е постигнат рекорд. Да, до негово време, во време на англиската обнова и на други места, сигурно отворно се собирале многу луѓе. Проповедите на Весли, на Уитфилд. Меѓутоа, 25.000 луѓе никогаш до тој момент не биле собрани на проповед во затворена сала. Така тоа се смета за дотогаш рекорд. 23.600 луѓе се собрале на таа проповед, на која проповеда. И во тоа време е завршена и градбата на Табернакул, црквата, каде што тој во наредните 31 година
продолжува да проповеда како проповедник до неговата смрт и просечниот број на посетители на секоја негова служба не бил никој помалку од 6000 луѓе на секоја проповед, на секоја служба. И таа негова, зошто го давам него како пример, тој негов постојан развој, напредок, успех се должи на едно следење, посветено следење на упатствата што и Павле му ги дава на Тимотеј. Има живот кој тој го поставил на основата на изучувањето, на проучувањето на Словото, охрабрувањето, поттикнувањето на луѓето преку тоа Слово, поучувањето на луѓето од тоа Слово, неговата посветеност, неговиот живот станува исполнет со тоа Слово, или како што Павле му вели на Тимотеј, да се слее, да биде абсорбиран во таа служба. И неговата служба станува пример во тој поглед за еден млад човек кој трпеливо, истрајно, постојано ја следи таа цел. Се движи по таа патека која е поставена од Словото, поставена од апостолите. Зошто го кажам ова? Зашто сличности има и во службата на Тимотеј. И тој е млад служител, поставен во една проблематична средина, во црквата во Ефес, каде што имало лажни учења. Тимотеј е релативно млад, некаде околу 30 на година, може би дури помалку. Ако е точно традицијата дека на 15 на година тргнал со Павле на неговите патувања, поминале 13 на година некаде, заедничка служба со Павле, така да тој е на таа возраст. Меѓутоа, синагогалната пракса, праксата во храмот, налагаат човек да има 40 години пред да почне служба, како свештеник, како старешина. Така да тој е многу долу, многу далеко од таа возраст, која во тоа време, како една норма за да бидеш прифатен, сериозно да бидеш прифатен, да гледаат на тебе сериозно како на служител. Исто така, Тимотеј е поставен во црква за која немаме податоци дека тој самиот учествувал во создавањето. Знаеме дека црквата во Ефес е создадена, е основана од Павле, на крајот на неговото трето патување, тие 3 години тој останува во Ефес, таму ја гради црквата, проповеда, поучува и тој поставил старешини во таа црква. Старешини кои се плод на неговата служба, 3-годишна служба во Ефес. И сега после 5 години, можеби, поминале најмалку 5 години од основањето на таа црква, Павле го испраќа Тимотеј, младиот Тимотеј во Ефес, тој да воведе ред. Тој да ги поправи учењата, да се справи со ересите, да ја коригира црквата, што значи дека тој треба да се наметне како авторитет и на тонија старешни кои од самиот Павле пред 5 години биле поставени. Многу сериозна работа, сериозна одговорност. Сигурно тие луѓе кои раководеле со црквата, кои биле старешни повеќе од 5 години во таа црква, били постари од него. И тие биле ученици на Павле. И Тимотеј оди таму, во на таква црква. Голема опасноста да гледаат со него и со презир, заради младоста, а пак и да се јави таа опасност од ривалство, да гледаат старешините како на некој кој сега дојде од некаде спуштен со кран, нели тоа политичарите велат, некои спуштаат со кран во партиите водачи, кои не биле ни основачи, ништо, не, тоа е еден познат поет. Така нешто слично е и службата слична на Тимотеј. И затоа што на почетокот Павле му дава совет, тоа е една заповед има дека никој да не ја презира твојата младост. И она што Павле го, како понатамо предложение, го пишува како совет,
и се надоврза она што досега како духовна дисциплина беше кажано во претходните стихови, е едно постојано совет за едно трпеливо, постојано следење на вистинската насока. Бидејќи Спрџан поучен од веројатно од тие искуства, поучен од таквите опасности, бидејќи и дури кога веќе бил на 50 години, неговите противници пишувале со презир за него како за оној дечкото пастор, така го нарекували. Тоа кога станал популарен, тој веќе на 22 години бил многу популарен. И почна да пишуваат за него, тоа детето пастор, за тоа ли станува збор? И кога станал 50 години, кога бил 55 години, продолжи да вика, тоа детето пастор, останало како некаков презир кон него. И на своите студенти, меѓу другото, Спрџан покрај проповедничката и пастирска работа, формирал и училиште, библиско училиште, во кој тој проповедал и хомилетика. Неговиот совет до студентите е кога ќе одат во црквите да служат, и тоа се неговите зборови, да не носат теолошки пиштоли во црковните панталони, со кои постојано ќе пукаат во луѓето, докажувајќи колку добро ги знаат доктрините и теологиите. Напротив, вели, вашата војна не само што е исцрпувачка, туку е доживотна. И таа не се добива на двобој. Туку се едно посветено, долготрајно следење на таа цел која што се ја поставил. Или како што има еден друг совет до младите, овде сега ќе зборам за младите, бидејќи тоа е текст посветен на младите, иако сите можеме и треба да се најдеме овдека, бидејќи сите сме млади, во христијанството нема стар служител, сите сме млади и неискусни до крајот на животот. Еден друг вели, многу млади служители кои ќе завршат, ќе се опремат така со духовно знаење, основното оружје што го користили средство е оние пламенофрлачи. Знаете, има таков фрлач на пламен кои уништуваат жива сила, сакајќи да го запалат така духовно собранието, фрлаат, користат духовни пламенофрлачи и наместо да го запалат духовно, го горат, да го уништуваат за огништвото. Така да и ова тема и ова проповед, како што бе многу досега од ова послание до Тимотеј, ќе направи да се почувствуваме како во вжештената печка, како се Драх, Мисах и Авденаго, и посебно младите, бидејќи кон нив ќе бидат опатени најмногу од советите. Но тоа е основната поента. Ние ќе видиме Павле овдека говори на Тимотеј, му дава еден совет како млад служител, да ја постави својата служба на правилни основи и да ги следи тие основи за на крајот да се види напредокот. Со својата служба да ја стекне довербата меѓу останатите, следејќи тие принципи. Зашто најважното, основното е во тоа да се гради интегритетот, луѓето, заклучокот на луѓето да биде тој не е млад и зелен, туку е млад, но зрел и одговорен и посветен. Така почнува, нели, текстот. Вели, никој да не ја презира твојата младост. Сум слушал проповеди на овој текст и како се сваќа. Како некаква заповед до луѓето во црква. И сега, знаеш што? Тимотеј, така пишува Павле. Не дозволува некој да ја презира твојата младост, и ако ја презира, ќе одиш таму и ќе му кажеш, види Павле што пишува, ти да не ја презираш мојата младост. Не е во тој контекст напишано тоа, не. Тоа е заповед дадена до Тимотеј. Тимотеј да не даде повод во својата служба некој да ја презира неговата младост. Да не отиде таму во црква и со своето однесување на крајот луѓето да кажеш, остај го млад и зелен. Таков си е. Ама младите се такви. Не. Внимавај
да се однесуваш духовно зрело. И луѓето да те почитуваат не бидејќи некој те поставил овдека, те спуштил со кран, туку бидејќи ќе го почитуваат твоето однесување, твојата посветеност, твојата служба, твојот живот, твоето говорење, твоето поведение, твоето служење, да ги придобие луѓето, за да не ја презрат твојата младост. Твојата младост не треба да биде изговор за твојата незрела служба. Напротив, поставија службата на основи во кој постојано, и така завршува текстот, во кој што постојано ќе се гледа твојот напредок. Вели, успехот твој во 15 стих, да им стане јасен на сите. И кога твојот успех ќе им стане очигледен, јасен, тука зборот е напредок, прогрес, постојано напредуваш, кога ќе стане јасен на сите, тогаш никој нема да може да каже што ќе ја затвориш устата на сите. Тоа е поентата. Немој твојата младост да ја употребаш како изговор за незрело поведение. Туку труди се да видат луѓето дека не случајно си поставен во таа црква. Не случајно таму си испратен. Биде чувствителен кон тоа како другите гледаат на тебе. Треба тоа да ти значи. Зошто го пишува тоа? Ејќи тоа е проблем на младите луѓе. Тие сите сакаме поради да имаме така авторитет, луѓето да гледаат кон нас со авторитет. И кога некој почнува служба и за тоа се подготвува со образование, со знаење така натаму, сака да покаже авторитет, колку знае, да влијае на останатите. Меѓутоа, кога и посебно младите се склони на тоа. Кога некој веќе 40-30 години бил во служба, веќе ја нема таа амбиција. И колку човек повеќе знае и струпа искуство во животот, осознава дека не одат така работите и ја нема таа енергија на крајот на краиштата, а и осознава дека и тој не знае многу. Дека не е семоќен. Младите имат таа, нарекуваат младешка ароганција, не можеме точно да наречеме ароганција, меѓутоа таа амбиција. Има еден убав совет кој го дава словото, ми кажено од еден Ахав, цар како Ахав го кажал, кон, мислам, беше филистински цар кој се заканува дека ќе го нападне, и му вели Ахав, праќе пратеница, кажете му да не се фали оној кој се опашува како оној што се распашува. И која е идејата? Оној што сега го става оклопот, го облекува, кој сега се подготвува за војна, кој прв пат влегува во војна, да не се фали како оној кој веќе се пензионира од војните, го симнува оклопот. Зашто тој човек што си го симнувал, поминал битки, ризици, смртни опасности, војни. И ти сега кој го ставаш тото оклопот, кој не си искусил на една битка, се фалиш пред него. Желбата да се наметне авторитет во недостаток на искуство, без она основа искуство, не остава добар впечаток. И затоа овдека целиот тој совет целиот контекст советот на Павле во таа црква таму, каде што јас те поставив, ти треба посветено полека да го градиш авторитетот. Да служиш така што ќе стекнуваш доверба кај луѓето. Тоа е многу важно. Ако сакаш да те примат луѓето. И во продолжение, вели Павле, никој да не ја презира твојата младост. И сега во нашиот превод е туку, но идејата е како да не ја презира никој да не ја презира твојата младост. Така што ти на верните да им служиш како пример, ти да бидеш примерот во слово,
поведение. Љубов, збор што дух го има во нашиот превод, јас го ставив во заграда што го нема во оригиналниот текст, не знам зашто е вклучено овдека, може би е коригирано во најновиот превод. Љубов, дух или љубов, вера и чистота. Пример вели, биди пример. Не само што не треба да се покажеш како зелен, млад, туку напротив, ти да бидеш пример. Во што? Се зборот тука слова, асоцира на библиско слово, на проповедање, не. Тука зборот е говор, во твоето говорење, во твојот збор и во твоето поведение, однесување, и во говорењето, и во однесувањето. Да бидеш полн, твоето говорење, твоето однесување да биде со што? Со љубов, со вера, или тука можеме да го потребиме зборот доверба, интегритет. Луѓето тоа што ќе го гледат, што ќе го слушаат, да се доверат, зашто ти веруваат. И чистота. Нешто многу важно за младите. Сите тие три работи многу се важни за младите. И љубовта, и интегритетот, и чистотата. Што значи љубов? Љубов значи во твоето однесување, кога говориш, кога правиш нешто, да видат пример, каков пример, дека тоа не доаѓа од твојата амбиција да се докажуваш, туку од желбата да им служиш на луѓето, да им помагаш. Твоето говорење, вели, и то вели и за говорењето и за поведението се однесува. Твоето говорење да не биде како што нели знаеме да го правиме тоа нечестопати, остро, арогантно, грубо, критично, сурово. Не, со љубов, вели Павле. Сите имаме проблем во тој однос, меѓутоа младите се поневнимателни, на крајот на краиштата они имат таа енергија да со сила да демонстрираат сила. Ами, ајде, познавате ли 60 годишни членови на тие групи навивачки, комити, не ги знам сите. И така на трибините се совлеко се размавтал тамо и почне скока, нели, и прави. Не, младите го прават. И потоа излегуваат на улиците, превртуваат канти за ѓубре, носат транспарентни и така натаму. Тие имат таа потреба да демонстрират сила. Да демонстрират, ние можеме, ние ќе направиме. И некој сега да застане пред тие, представете си, и вели, љубов треба да покажувате, љубов. Како е љубов, ние треба да тепаме сега. Тие таму како ќе ги испотепаме сите. Ќе ги заколеме, лом ќе ги направиме, ќе искршиме продавници и така ќе воведеме ред. Љубов, вели, потребна е љубов. Со љубов говори, однесувај се со љубов. За жал, сите го има тој проблем, кога особено старешините, кои често се мета на критика, и ако тоа е ако од едната страна односот е безобразен, е арогантен, и ние веднаш паѓаме таа сабица да вратиме на истиот начин. Не, вели ба, со љубов. Ти треба да покажеш, иако си млад, си наднив на тие критики, на тие притизици, ти ќе одговориш со љубов. И тука се гледа зрелоста. Тука се гледа твојата сила. Лесно е да вратиш на провокацијата со провокација, лесно е да вратиш на викањето со викање, лесно е да вратиш на безобразијето со безобразие. Тешко е, и тоа е зрелоста, на сите тие нешто да вратиш со љубов. Со трпение, со кроткост, се она што е вклучено како плод на љубовта. Потоа вели со вера да биде тоа. Не твоето зборење да биде како не го слушаш што збори млад. Не, тоа што ќе го кажеш да стоиш на тоа, да го исполнуваш тоа, не. Твоите зборови да бидат искрени, да не ги прекршуваш ветувањата. И чистота. Третото е чистота, многу важно. За млад човек. И последно па ситуацијата во Ефес, каде што и градот е полн со неморал, култот кон градот, кон Артемида е култ полн со неморал. И Павле му вели на младиот Тимотеј, а младите се
подложни, тоест и има таа опасност да паднат во областа чистота, морал, вели, внимавај посебно на чистотата кога ќе отидеш таму, служејќи во таа црква, во Ефес. Во твоето однесување, ќе има таму млади сестри во црквата, зашто Павле веќе во следниот текст пишува за младите вдовици, кои не се починуваат на страстите и шетаат низ градот, низ црквата од едно место на друго место и паѓаат во стапицата на сатаната. И такви жени имало во црквата во Ефес, млади вдовици кои се во возраста во кој може да раѓаат деца, зашто им вели мажете се и одгледувајте деца. Внимавај на чистотата. Зашто најмногу млади служители паднале токму на тој испит. Треба да внимаваме на чистотата, сите ние. За жал, доаѓа такво време, може би го имало порано, меѓутоа денес кога ќе дојде и мажот и жената на некоја возраст, викат втора тинејџерска и почнуваат и како тинејџери да се однесуваат. Да се однесуваме. Сите ќе се вклучиме и ние во тоа. Внимавај. За жал, то не станува збор за нашата црква, меѓутоа многу цркви славењето, ова сцена станала светска сцена, не можеш да напиш разлика дали е светка сцената или е христијанска сцената. Не се внимава ни на обликување, ни на ништо. Внимавај, вели, на чистотата. Зашто чистиот живот е основата на која се гради ефективното слушање. И таа чистота треба да биде и во говорот, вели, и во твојот збор, и во твоето однесување. И ако до ова се однесува на неговото однесување, говорење, овој дел сега е за неговата служба како проповедник во црквата. Додека да дојдам, со што да се занимаваш? Со читање на писмото, со утешување и со поучување. Тоа да биде твојата служба во црквата. На почетокот Павле му дава заповед дека треба да се справа со ересите. И сега конкретно, кога веќе станува збор лично за неговата служба, вели, и твојот фокус во службата ќе биде да си го читаш писмото. Тоа е јавната служба, службата во црква. Читај го писмото, со него поттикнувај, охрабрувај, тука зборот што го потреба Павле е параклесис, и поучувај. Тоа да биде фокусот на твојата служба. Фокусот на твојата служба да не биде, бидејќи веќе уште во претходниот текст, каде што беше духовната дисциплина, не се занимавај со тие бабешки приказни, мислејќи на митовите. Немој твојата служба да се претвори сега во докажување кој е прав. Налагање на теологија или не знам што. Твојата служба да биде читање на Словото. На службата ти убедувај ги луѓето со тоа што ќе го читаш Словото, ќе ги охрабруваш преку Словото, ќе ги поттикнуваш преку Словото и ќе ги учиш на Словото. Тоа да биде фокусот на твојата служба. Не дозволувај ништо друго да те отргне од тој фокус. Доколку сакаш на тебе да гледаат како на... Не дозволувај да бидеш провоциран од тие кои што со филозофиите, со тајните знаења, ќе сакат да го одвраќаат вниманието од Словото. Ти држи се за Словото. Бидејќи авторитетот на крајот на краиштата, Бог ќе го даде, Бог го дава авторитетот. Во живот кој е соединет со Словото, кој е фокусиран на поуката на Словото на Бог. Тоа е основното. Тука ќе се вратиме на Спрџан. Спрџан не е познат како голем теолог, но е попознат од многу големи теолози, зашто животот си го посвети на овие принципи кои што и
Павле ги дава на Тимотей. Човек кој се посвети на Словото и стана принцот на проповедниците. Бог го направи принц на проповедниците. И неговата библиотека, неговите дела пишани се огромни, токму во таа област. Проучување на Словото. И треба, оно што всушност сака да го каже Павле на Тимотеј, младиот. Ти во црквата гради култура на читање и проповедање на Словото. Зашто од црквата има друга култура изградено. На спорови, на кавги, ти ќе дојдеш таму како млад и ќе градиш култура на читање на Словото на службата, охрабрување преку Словото и проповедање и поучување. И кога луѓето ќе тргнат да одат на црква, ти одат таму со идејата дека ќе слушат Слово, дека ќе слушат полки, дека ќе бидат охрабрувани. Тоа ќе се всади во нивната свест. Проповедта на Словото. Зашто тие луѓе очигледно били изградени со друга култура и свест. Одиме во црква да спориме, одиме во црква да се докажуваме. Не, ти, фокусирајќи се на ова, ќе изградиш таква култура. Такво сознание. И тоа е единственото вистинско сознание, правилно, кое треба христијаните да го имаат кога ќе тргнат на службата. Јас одам таму да го слушнам Словото на Бог, бидејќи Словото е устата на Бог. Го затвориме ли Словото, затвараме устата на Бог. Бог ни говори преку Словото. Преку Словото и молитвата имаме ние средба, општене со живиот Бог. И тоа е мојата цел, со моите браки и сестри, заедно да се сретнеме со Словото на Бог. Тоа ќе правиш, вели Тимотеј. Јустин Маченик, кој има напишано апологија, потоа уште една апологија, прво напишал до филозофите, заштита на христијанство, потоа до императорите и сенатот прави апологија. Во првата апологија дава, бранејќи го христијанството тие изопачени представи, вели, и во денот наречен недела, сите што живеат во градовите или селата се собираат на едно место и се читаат спомените на апостолите, тоест нивните писанија, записите на пророците, Стариот завет, се додека дозволува времето. Потоа, кога читателот ќе престане, епископот поучува и охрабрува да се живеат христијанските учења. Тоа е службата во времето на Јустин Маченикот или филозофот. Доаѓаат на црква, слушат, некој чита и потоа излегува епископот и поучува и охрабрува. Истите зборови параклесис и дидаксија, учење, поучување. За жал, денеска отсуството се губи фокусот од црквата на Словото, на едно продлабочено, здраво проучување на Словото. И во голема мера, и младите се многу подложни на тоа, најподложни можеби. Причината е желбата да се седне, да се добие место на масата на светската култура. Ние ќе го занемариме објективното толкување и поучување на Словото, зашто тоа не се допаѓа, не е по вкусот на светот, и за да се допаднеме, ние ќе го релативизираме тоа, ќе ја претвориме службата по раката во некаков говор кој ќе мотивира, кој ќе поучува во различни области, меѓутоа не и она што е суштината, духовниот живот. И тоа сме сведоци. Вчера, завчера, кога беше, се запрепаствам, ама и нештата одат уште во поголеми екстреми. И тоа феминистките го прават, во црквите имаме многу феминистки, повеќе имаме во протестантските, колку во православната црква. И една таква христијанка феминистка беше ставила слика на Клара Цеткин и Роза Луксембург. И пишува едната еврејка, другата германка. Големи личности, колку направили од оздола христијански коментари, лелека, тоа се, господи, најдобро епитети. Вистината дека тие две жени се атеисти.
Тие поучувале дека христијанството е измислено од мажите за да ги држат жените во робство. И нивната борба е да се уништи христијанството за жената да добие права и не. И ние ги гледаме тие последици денес од таквите атеистички учења. И знаете што и ние како протестанти ќе ги канонизираме како светци таквите атеисти, колку направиле, колку принос имале голем во животот на општеството. Срамота. А па една друга така феминистка пак од Бугарија и отишла да живее во Канада и пишува за Владимир Илич Ленин. Тој е оној кој првиот го прогласил 8 март за празник. Колку голема личност. Ленин има убиено повеќе христијани од сите императори во историјата на христијанството. Тоа е фокусот ден, да се допаднеме како христијани на современите светски текови, на светската култура. Да седнеме, да кажат, леле колку се кул, ова се добри христијани, ќе ги примиме. Младите се посебно подложени на тоа. Младите сакаат да излезат во општеството прифатени, ние сме кул. Не, ќе се внимаваш на словото. Мене многу ми е гајле што ќе каже светот за мене, но знам дека младите се под поголем притисок. Павле вели, посветеност на словото. Понатаму вели одговорност кон дарбата. Не занемарувај дарбата што е во тебе и која ти беше дадена по пророштво заедно со полагање раце врз тебе од свештенството. 3 пати Павле во текстовите до Тимотеј го подсетува, го предупредува да не ја занемарува дарбата. На почетокот во крајот на првата глава, овдека и во второто послание повторно ќе му го напише тоа. 3 пати само во текстови, а кој знае колку пати му го кажал тоа лично. Не занемарувај твојата дарба. Бог му дал дарба на Тимотеј. И сега начинот тука не е важен, важна друга суштината. Не занемарувај твојата дарба. Зошто има потреба толку пати да го подсетува, да не ја занемарува својата дарба? Зошто има опасност да ја занемари својата дарба? Затоа го подсетува. Сите ние имаме дарба од Бог. И секоја дарба е уникатна дарба. Да, дарбите се категоризирани, но дарбата која што ти е дадена тебе е и истата дарба која што е дадена на друг начин. Има во секого некој личен вкус, так, индивидуален вкус, има личен аспект. Има многу славители. Има дарба славење. Имат музички дарби, но секој својата дарба ја има уникатно и добиено, но и уникатно и во неговиот живот има свој вкус. И не можеме да ги униформираме начините на служба. Од друга страна пак, оно што е проблемот често пати, Бог ни дава дарба, но ние не се занимаваме со дарбата, со службата според дарбата, да ја развиваме дарбата, туку сакаме се да правиме, се да знаеме, се да контролираме, насекаде да сме присутни, да бидеме насекаде авторитет. Знаете ли што се случува во таквите ситуации? Ако телото на Христос, ако црквата е тело на Христос, со органи се јават тумори. Што е тумор? Туморот ќе се залепи за некој орган. И ако органите функционираат за да помагаат во полза на другите органи, туморот кога ќе се залепи на еден орган го слабее органот. И знаете па што е пострашно еден тумор? Тој не се задоволува да седи тука. Ќе отиде на друг орган, од градите ќе се префрли на лимфите, од лимфите ќе се префрли на црниот дроб, од црниот дроб ќе се префрли на коските и уништува. Павле вели, твојата дарба да си ја гледаш. Не занемарувај ја твојата дарба. Имаш дарба, гради ја, развивај ја, служи според таа дарба. Зашто оние кои сакаат со се да се занимаваат и знаат се, на крајот излегува дека не знаат ништо, зашто она што им е дадено да го градат, не се посветиле на тоа. И пак ќе вклучаме една реакција, еден подсмев, врзан со Владимир Илич Ленин, кажала жената во Америка,
дека Ленин го вовел 8 март, а тие па дури не чуле таму за 8 март во Америка, и кажа, ама Ленин, Џон Ленон ли, кажале луѓето. И сега колку биле прости луѓето во Америка, не знаат кој е Ленин. Ама шо има да знаат па кој е Ленин? И на крајот на краиштата, шо си отишла во Америка, во таа заостаната и проста земја, а не се останала во Бугарија? Зошто таму имат повеќе научници? Зошто таму секој си ја гледа својата работа? Ние тука знаеме се и според сите тестирање сме најнеинтелигентни и најпрости луѓе во светот во последните 3-4 места сме. Во Македонија, заедно со Албанија тука околината. Дури во Африка веќе стануваат од нас пописмени. Знаете зошто? Зошто сите знаеме се и никој не се гледа својата работа. Ние сме и политичари, и доктори, и мајстори, и пастори, и теолози, се сме. Имаш дарба, уникатна дарба. Гради се, развивај се ја дарбата. Не ја занемарувај својата дарба. Твојата дарба е твојот живот. Ти треба да ја градиш. Жешка е печката, ма тоа, тие се тие, не занемарувај ја својата дарба, која ти е дадена. И во тоа, правејќи го сето тоа, грижи се, вели, грижи се за сето тоа. И сите зборчиња, сите глаголи овде кај што Павле ги дава, се многу силни, специфични. Има смисла, меѓутоа ако го земете, например, англиските преводи, зборот грижи се, медитирај. Во повеќето, значи, биди преокупиран, размислувај постојано на тоа. Фокусиран биди со мислите. Мислите се овдека вклучени за тоа. На тоа предади се. Англиските преводи значат абсорбирај се. Тоа е зборот. Тоест, зборот овдека што е употребен, значи да се слееш, да се претвориш во нешто. Ти да станеш тоа. Тоа да стане ти с твојата суштина. На тоа што ти кажав досега. Љубовта и верата и чистотата во говорењето и во поведението, посветеноста на словото да стане твојот живот. На тоа да размислуваш, тоа да го живееш, да стане тоа твојот живот, на тоа да бидеш посветен. Независно тоа која е твојата дарба. Според некој велат, Тимотеј имал дарба на проповедник и на таа дарба. Мисли, некој велат, не, тој имал дарба на евангелизирање, без разлика која е дарбата. Тоа е најмалку важно. Секоја дарба се гради и се служи според дарбата на база на посветеност на словото. Ти се посветуваш на говорење, охрабрување, поучување на словото и проповедаш. Ти се посветуваш на словото и евангелизираш. Ти се посветуваш на словото и го славиш Бог. Ти се посветуваш на словото и учиш деца. Основата на се е тоа. Една целосна посветеност на словото, вклученост во словото. Така, само така, зборот, поведението ќе биде полно со љубов, ќе биде со вера и со чистота. Зашто Бог ги дава тие плодови во животот. И така, ако ти се посветиш целосно, мислиш само на тоа, успехот ќе им стане јасен на сите, ќе има напредок, ќе има прогрес, ќе се развиваш постојано. И луѓето ќе го гледат тој напредок. Треба да има напредок. Тој напредок е невозможен без посветеност ваква, целосна на словото. И кога говориме за напредок или успех тука, или прогрес, не говориме за совршенство. Нема совршенство. Сите и после години на посветеност се установуваме грешници со многу недостатоци. Идејата е тука да има напредок. Не совршенство, да има напредок. И не треба да се трудиме воопшто. И никаде Павле нема вели на Тимотеј сега, труди се сите да те видат дека си совршен. Не, да има напредок. Така да го стекнеш авторитетот кај другите.
Зашто опасноста пак, која исто така доаѓа, другата опасност е да сакаме пред луѓето да се представиме како совршени, безгрешни. И има такви служители кои сакаат да се покажат совршени и градат култови и сите гледаат на нив како на совршени водачи. Ги има во сите деноминации. И тоа е лицемерие. Лицемерие. Јас сум еден несовршен инструмент, алат во Божите раце. Јас не сум достоен да го правам тоа што го правам, по благодат го правам. Но се трудам по Божјата благодат. Грешен сум, како секој друг овдека. И никој не треба да биде фрустриран, да се чувства фрустриран, дека и тие што застануваат напред се поголеми од останатите. Не, во никој случај. Сите сме грешници и по благодат, само по благодат, можеме да се развиваме во светост и праведност. При тоа, нема да стигнеме точка во која кажеме крај, завршив. Сега сум совршен. Остануваме грешниците. Павле, самиот Павле, признава дека не дошол до совршенство. Дури тој. И на крајот вели, пази на себе и на поучувањето, не на учењето, на твојата служба како учител. Биди исправен во тоа, зашто ако постапуваш така, ќе се спасиш и себе самиот и оние што те слушаат. Или познатата изјава на Мечо, како се викаше, Мечо Пух. Колку повеќе, толку повеќе. Колку повеќе ти, толку повеќе и за другите. Идејата овдека на Тимотеј, црквата во која што си поставен да служи. Ќе оди напред, ќе се извлекува од калта во која западната, во мерата во која што ти ќе одиш напред. Зашто ти не можеш да понудиш на другите зрелост кој ти ја немаш. Не можеш другите да достигаат напредок кој ако ти го немаш. Ти ќе ги доведеш, не можеш да ги одадеш луѓето во некоја подалечна точка од таа во која ти се наоѓаш. Ти треба да се посветиш во сето тоа за и другите да имаат полза. И другите да одат напред. Напредокот твој, и тоа е идејата од претходниот стих, да им стане напредокот твој јасен на сите. И твојот напредок, да биде употребен од Бог и другите да напредуваат. И вели, пази прво на себе и потоа на службата како поучување. Поучување како служба. На себе внимавај. Не заборавај за себе. И целосно да бидеш посветен на службата, зашто и тоа е опасноста. Растам во знаење, растам во служба, во успешност, а заборавам на себе. И обратно, па толку се посветам на себе, што га занемарувам службата и не ме интересираат другите. Не, Павле вели, има многу луѓе кои биле многу успешни служители. Големи служења направиле, но бидејќи не внимавале на себе, потоа направиле штети кои довеле во очај многу луѓе кои гледале со авторитет. Знаете такви големи служители во христијанството. Светски служења, во цел свет познати организации. И во еден момент разбереш дека тој човек всушност не е тоа што тој го прави, го кажува. Дека не морален. Или пак крадал. И сето тоа што го направил оди во пропаст. Зошто? Зашто не пазал на себе. И обратно, може да го има и другото. И во таа насока Павле вели, пази на себе. И тоа, и така може да го разбереме и продолжението. Ке се спасиш себе си и оние што те слушат. Не станува збор за спасение во смисла на сотериологија, на спас од од пеколот, од судот и така натаму. Тимотеј е спасен. Идејата е друга. Токму таа. Од проблемите, од опасностите, од ересите, од предизвиците, од презирот, кој може да биде кон тебе упатен, ќе се спасиш ако се посветиш на тоа што ти го кажав, на словото, на поуката, на проповедта. Така ќе се спасиш. Зашто
тоа ќе покаже дека благодатта која веќе ја имаш действува во тебе. Или можеме да го сватиме на ист начин како она што го пише во Филипјаните 2 глава 12-13 стих. Изработувајте го вашето спасение со страх и трепет, зашто Бог е оној кој во вас прави да сакате и да действувате според неговата добра воля. Тебе ти е даден ти е дарот, благодата, службата. Сега ти експлоатирај го сето тоа. Максимално. Расти во сето тоа. И така ќе се извлекуваш од опасностите. Така ќе се види таа благодат очигледна во тебе. И тоа ќе има полза и за останатите. И останатите, бидејќи го следат твојот пример, Павел, Тимофеј, биди пример во таа насока. Ќе го следат твојот успех, твојот прогрес и така и они ќе растат во благодата на Господа. Да. И на крајот, да вршиме, Павле му вели на Тимотеј, таа твоја служба ќе биде навистина голема, ќе биде пример, ако во тебе живее силата на Словото и на Духот. Тоа е основното. Тоа ја прави службата авторитетна. Тоа прави службата успешна. Павле е Тимотеј, Павле, ти си на многу важно место поставен. Ефес е многу важен град во древноста. Во друга страна со големи проблеми. Полн со пороци, суеверие, неморал, слепило темнина, ми како што и Скопје. Иста ситуација. Ти си во позиција, му вели Павле на Тимотеј, со зборовите и однесувањето, полни со љубов, со вера, со чистота, поради посветеноста на Словото, на поучувањето, да имаш влијание во тој град, во таа црква. Да бидеш пример. Ние многу сакаме и си зборавме со еден брат преска, што треба ние да правиме сега во оваа ситуација политичка? Ние со нашите коментари на Фейсбук нема да ја смениме политичката ситуација. Нема, не сме фактор. Но ние треба, со нашиот живот, со зборот, со Словото, да градиме култура. Христијанска култура. Младите се за тоа поставени. Вие младите имате многу стратешка служба, улога во светот, во црквата и надвор, во зборот и поведението. Не како останатите да враќате со агресија, ароганција, цинизам, презир, како што прават христијаните на социјалните мрежи, предизвикани. Туку со љубов, со вера и со чистота. Градејќи ја христијанската свест. Бидејќи така Бог работи, така Бог ги приближува преку проповедата на Словото срцето на луѓето. Тоа е нашата служба. Поставени сме на важно место. Преку вашиот пример создавате свест меѓу Божите луѓе. Единствената основа од која произлегува ефективното служење се љубов, верна и чистота во говорот и однесувањето кој доаѓа од посветениот однос кон Словото, поучување, читање, охрабрување. Тоа ќе биде од полза за вашите срца, од полза за срцата на другите. И ќе завршим уште со една работа. Не знам дали забележувате, ама Бог покажува благодат кон сите нас, кон црквата. Имаме по благодат ресурс, млади служители имаме, посветени на и жедни за Словото, и изучуваат, се школуваат. Сето тоа е ресурс од Бог, по благодат даден. И знаете што, има едно правило, кон нештата се однесуваме како што гледаме кон тие нешта. Како гледаме кон сето, тоа е многу важно. Гледаме ли како на благодатен ресурс од Бог, во кој треба сите се вклучиме, да го употребиме за Негова слава. Славењето
ни е големо. Гледаме ли на тоа како на ресурс да го прославиме Бог? Но зашто знаете што? И уште ќе додадам овдека, од мај ќе имаме уште еден служител посветен на служба. Викторио доби одговор, тоест одобрение од една мисија во Англија која ќе го покрива неговото служење во црквата. Сето тоа е благослов. Знаете ли што? Сатаната ќе ракоплеска и ќе се радува многу на сето тоа. Не. Сатаната ќе действа сега уште повеќе. Во сите нас, во сите вас и како служители кои се посветувате на повисоко ниво, зашто неговата цел е да спречува. Ние нема да се занимаваме со него. Не сакам тука сега да градам демонологија, да го гониме, да го бркаме. Не. Ние имаме одговорност да осознаваме сега поголемата можност што ни е дадена, а стои поголемата одговорност и поголемата посветеност. Затоа сите ние треба со благодарност на Бог да гледаме на тие нови можности заеднички, секој занемарувајќи својата дарба да гради служба за Божја слава. И така ќе покажеме вистинска благодарност кон Бог за она што тој по благодат ни го дава. Треба да се молиме за тоа. За сите служби, за секој служител, за младите луѓе посебно, за старите уште попосебно, зашто тоа е Божјата воља. Тоа е советот кој е даден кон сите нас. Совет кој покажан како успешен во службата на Чарлс Спрџан, принцот на проповедниците. Господ да не води, да не благословува, да се движиме во таа насока. Поставено од него, истрајно, трпеливо, до крајот на животот. Амин.